Мешовита комисија составена од странски доктори и Министерството за здравство денес ги утврдува медицинските потенцијали на Штипската клиничка болница за можноста тука да бидат сместени пациенти од Кочанската дискотека. Проблем. Значи, условите се тие што треба да се адаптираме. Значи нема ниту една болница во Македонија, ниту во светот што е иницијално спремна да прими толков број на пациенти со такви повреди. Затоа и со време почнуваме ние со адаптација, евентуална адаптација, за да може тие пациенти што е можно поквалитетна услуга да добијат. Колку пациенти може да прими Штипската клиничка болница? Бројката се уште не се знае, бидејќи тоа е стратегија на Министерството за здравство и на тој кризен штаб од централа од Скопје што е. Со секое враќање на пациент, тој штаб одлучува дали пациентот за централно лекување во Скопје, за домашно лекување или за во периферија, дали во Штип или во Кочани би продолжиле. На кои одделенија ќе бидат примени пациентите? Тоа би било, тоа е втора фаза што спомнавте. Значи тоа е активен третман во смисол на правење на преврски. Во зависност од големината на преврските и на зафатеноста на телото од изгореници, ќе се направи процена со нашите лекари, со нашите пластични специјалисти по пластична хирургија и секако во консултација со лекарите од Скопје би одлучиле кои пациенти каде ќе лежат и што ќе се лекуваат. Веднаш по Кочанската трагедија во Штипската клиничка болница беа сместени 30 на повредени, од кои некои беа транспортирани во други центри, но дел останаа тука и беа успешно лекувани.